ретроспективна изложба на нашиот сограѓанин Мики Трендафиловски. Со оваа изложба, значи, тој одбележува 45 години творештво. Верувам дека поголемиот дел од кумановската јавност знае доста податоци за овој автор, бидејќи тој со својата активност остави длабоки траги на кумановската ликовна сцена. Меѓутоа, неколку реченици за оние помладите љубители на уметноста кои не се доволно информирани за овој автор. Значи, Мики Трендафиловски е роден 1958 година, со ликовната дејност посериозно започнува да се занимава од 1974 година. Своето прво самостојно представување го има во 1981 година и од тогаш наваму успева да направи 27 самостални изложби, што е една импозантна бројка. Секако учествува на преку 100 разни ликовни проекти, меѓународни и домашни ликовни колонии, но често пати можеме да го видиме условно кажано и од другата страна, значи од она организацијска страна, како директор, како координатор, како идеен творец на повеќе ликовни проекти, ликовни колонии, ликовни перформанси. Сите тие податоци да не должам ги имате во каталогот. Секако во каталогот имате едно многу убаво излагање на академикот Васко Ташковски, па ја себе топло препорачувам сите оние кои ќе имат можност да ја посетат изложбата и да си земат по еден каталог, бидејќи навистина има интересни податоци. Она што плени кај ова изложба е тоа што тука ги имате хронолошки сите фази на Мики Трендафиловски, значи неговиот развој од самите почетоци, како еволуира неговото ликовно творештво до она што денеска представува овој автор, а тоа е еден од ретките ликовни уметници кои имаат препознатлив ликовен израз и кој на некој начин и представува кумановската ликовна сцена и во Република Македонија, но и пошироко во регионот. Секако тука можеме да ги спомнеме и цртежите, каде што неговото црташко мајсторство доаѓа до израз. Цртежите се работени со туш и навистина представуваат една, ако така можем да кажем, убава можност да видиме за една стара црташка школа, која што е транспонирана на неговите цртежи. Сакам да ви кажам дека оваа приказка започна многу порано од онаа што денеска го одбележуваме, тоа е 45 години од моето ликовно творештво. Како што кажа, 10 години пред тоа, кога почнав, за прв пат се сретнав со лист хартија и со дрвени боички, кога почнав да се играм со боите, со темнината и светлината, со формите, кога во мене се јави желбата да истражувам. Плодот на таа моја игра и истражување денеска го гледаме овдека во овој прекрасен салон, во кој сум присутен
и како автор и како посетител со години наназад. За успешноста на моето творење не би сакал јас да зборувам многу, само знам, неко сум сигурен дека направив свој ликовен ракопис кој е познат во Републиката и пошироко надвор, а оценката за мојот труд ја препуштам на вас, драги љубители на ликовната уметност, критичари и посетители, што ќе ја посетите оваа изложба. Инаку сакам да кажам дека оваа изложба е посветена на мојот син Матеја. Сите сограѓани кои можат да дојдат да ја погледат оваа изложба, мислам дека има доста што добро да се види и да им посакам добро здравје и да се чуваат во ова невреме, како што знаеме да кажеме.